Тоа е слободата за која што се боревме. Сите заедно на исто ниво отвораме дебата, форум кој што ќе биде пракса на работењето на општина Кавадарци и на сите општини во Република Македонија, порача председателот на СДСМ Зоран Заев на отворениот форум со граѓаните на Кавадарци што се одржа вчера. Вториот круг е пред нас, ние сме во кампања. Убедени дека ќе завршиме работата успешно и во Кавадарци, заради тоа што веќе граѓаните го дадоа својот сигнал, бирајќи мнозинство во Советот. Тоа е повеќе од јасно. Испратија недвосмислена порака во кој правец се очекува да се движи Македонија. Јас искрено се надевам дека и кавадарчани навистина ќе го фатат правецот на живот за сите, правецот на перспективите, правецот на европските интеграции, но пред се правецот на модерни општини, урбано развиени, кои што ќе значат живот за сите нејзини граѓани кои што живеат овде. Денеска сме овде со неколку коалициони партнери, имаме прекрасни активности, ги отвараме дебатите во Кавадарци. Првиот форум ќе го одржиме овде, во близината, каде што ќе можеме заедно со граѓаните да ги демонстрираме идните правци на работење на новиот градоначалник и на мнозинството во Советот, каде што граѓаните ќе бидат буквално водилката на перспективите на сите развојни компоненти и за градот и за населените места овде во Кавадарци. Целта е да ги отвориме сите наши проекти пред нив, но да ги слушнеме и нивните сугестии, отворено да дебатираат, да дават сугестии, заради тоа што тоа ќе стане пракса во идното работење на сите општини во Република Македонија. Како што рековме, општините, државната власт постојат заради граѓаните. Тие мора да бидат правецот по кој што ќе ги насочуваат функционерите кои што ги бираме на избори и само нив можеме да ги следиме ако сакаме навистина да реализираме проекти кои што представуваат приоритет за самите граѓани, а не за политичарите кои што седат во кабинетите и сами размислуваат што е тоа што е најважно за граѓаните. Председателот Заев рече дека на Кавадарци му е потребен чесен пристап за да може да го реализира својот огромен потенцијал преку грозјето, виното, лозовите насади, преку квалитетна изградена инфраструктура, да прерасне во туристичка дестинација, да се купува шише вино плюс, да расте потрошувачката, модернистички да се надпреварува со другите општини и на тој начин сериозно да учествува во севкупниот економски раст. Граѓаните плаќаат ДДВ на се, тоа го знаат. Ке излезете од дома да купите леп и вода, наједноставно. Сметка ви дава ДДВ има. Да купите облека, има сметка ДДВ. На децата за училиште тетрадки да им купите, ви дават сметка, има ДДВ. Струјата ви стига дома, водата сметката, има ДДВ. Буквално точак на детето да купите. Што и да купите, имате ДДВ. Од тоа ДДВ од сите сметки, од 2018 одиме со законско решение, за да 15% од ДДВ-то го враќаме назад кон граѓаните. Заради тоа што тоа го има насекаде, сите трошат пари и еден дел од тие пари имаме намера да ги вратиме кај граѓаните. По сите основи правиме напори да враќаме пари назад кон граѓаните. Го менуваме законот за извршна дејност за да може извршителите да ги поставиме онака како што е секаде во демократскиот свет. Не може за 2000 денари да дојдат 22.000 денари од извршителот, соопшти Заев. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци Бетијан Китев ги повика граѓаните масовно да гласаат за бројот 19 за да се заокружи победата и во Кавадарци и да се отпочне со сериозна работа во интерес на граѓаните на Кавадарци. Да упатиме повик до нашите граѓани, до сите оние кои што се уште се колебаат или на некој начин размислуваат за кого да го дадат својот глас, бидејќи е прекршена работата на ниво на Република Македонија, не ги делиме луѓето и даваме шанса секој да се определи онака како што мисли. Ние инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиките и на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој, транспарентна локална самоуправа која што ќе биде во интерес на граѓаните и која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на општина Кавадарци. Подавам рака на секој, спремен сум да влезам во битка со сите оние проблеми кои што актуелното раководство на локалната самоуправа ќе ни ги остави и токму од тој аспект мислам дека е многу важно на 29-ти граѓаните да бидат на вистинската страна. Тоа што го почнавме како тренд, позитивен, како еден победнички бран што се случи во Република Македонија, редно е да го завршиме со една голема победа и на 29 октомври, гласајќи за редниот број 19.